И како што кажавме, продолжуваме со вториот дел од вежбите поврзани со географија на Германија или ди географија. Ова видео со вежби е поврзано со истото од предавањата за ниво А1 кое можете да го гледате во плейлистата за курс за ниво А1. Првиот дел од овие вежби, ако не сте ги гледале, ви ги препорачуваме бидејќи се поврзани со делот 2. Во првиот дел учевме и вежбавме за континенти, океани и држави. Останатите наслови ги продолжуваме и завршуваме со овај дел. Во овај дел ќе направиме вежби за дојче географија или германска географија, потоа ди Nachbarländer, соседни земји на Германија, Flüsse im Deutschland, реки во Германија, ди Orientierung или ориентација, ди Ortsangaben, местоположби и ќе завршиме со некој останат вокабулар. За почеток, дојче географија. Бидејќи овај дел го имаме веќе објаснато во видеото со предавање за германска географија, само ќе ги споменеме на брзина за повторување кои беа ди Deutsche Busländer и Hauptstadt, значи германски републики и нивниот главен град. Како што знаеме, имаме 16 германски републики и тоа прво Берлин со исто главен град Берлин, Бранденбург и со главен град Потсдам, Мекленбург, Vorpommern, Шверин главен град, Заксен-Анхалт со Магдебург, потоа Заксен со главен град Дрезден, Тюринген со Ерфурт, Зааланд со Заабрюкен, осмо Баден-Вуртемберг со главен град Штутгарт, Баварија со Мюнхен, Бремен со исто главен град Бремен, потоа Хамбург исто е свој главен град, 12 Хесен со главен град Висбаден, потоа Нидерзахсен со Хановер, Нордрайн-Вестфален со Дюзелдорф, Рајнланд-Пфалц со Мајнц и 16 република Шлесвиг-Холштајн со главен град Киел. Ова беше само за повторување, а сега продолжуваме со следниот дел и тоа ди Nachbarländer или соседни земји на Германија. Во првиот дел од ова видео со вежби веќе учевме за држави, како се викаат на германски, дадовме нивни примери. Дел од нив ќе ги споменеме и во ова видео, бидејќи Германија се граничи со нив. Па ќе дадеме, односно ќе ги прочитаме истите примери од минатото видео. За почеток Österreich или Австрија. Nach Österreich wollte ich nicht reisen. Кон Австрија не сакав јас да патувам. Следна земја со која се граничи Германија е Белгија или Белгиен. Du brauchst nur nach Belgien zu fahren. Ти требаш само кон Белгија да одиш. Tschechien или Чешка. Besitzt Firmen in Tschechien und in Kanada. Тој поседува фирми во Чешка и Канада. Швајц или Швајцарија. Hat teure Schulen in der Schweiz besucht. Тој има скапи училишта во Швајцарија посетувано. Следно се граничи со Нидерланде или Холандија, Полен или Полска, Денмарк, Данска и Франкрајх или Франција.
Die Käufer war eine Firma in Niederlande. Купувачот беше компанија од Холандија. Следен пример. Sie kommen aus meinem Land oder aus Polen. Тие доаѓаат од мојата земја или од Полска. Я tankte in Denmark. Наполнил гориво тој во Данска. Ich freue mich schon auf Frankreich. Јас се радувам веќе за Франција. И уште една земја со која Германија се граничи е Луксембург. Sie stammen aus Luxemburg. Вие потекнувате од Луксембург. Сега продолжуваме со следниот дел и тоа нов дел за ова видео. Die Flüsse im Deutschland или реки во Германија. Германија има повеќе реки, меѓу кои некои од најголемите се Рајн, Елбе, Веса и Донау. Ке прочитаме по еден пример за сите четири. Diese Stoffe gehen auf dem Rhein bis Basel. Овие материјали одат по Рајн до Базел. Следен пример. Das war kein Vergleich zur Elbe. Тоа не беше споредба со Елбе. Уште еден пример. Kein Penner der Welt würde es wagen, mich in die Weser zu schmeißen. Ниту еден кретен на светот не би се осмелил да ме фрли во Веса. И последната река. Südlich der Donau sind wir sicher. Јужно од Донау сме ние безбедни. Тоа беше за реките во Германија. Продолжуваме со важен дел од ова видео и тоа die Orientierung или ориентација. Страните на светот, der Norden или север, der Süden, југ, der Westen, запад и der Osten, исток. Значи повеќето се слични како во англискиот јазик. Ке прочитаме по еден пример реченица за сите четири. Sie könnten der Norden einnehmen. Тие би можеле северот да го заземат. Nach dem Süden, wo es keine Nebel gibt. Кон југ, каде што магла нема. Der Westen или запад. Schade, dass wir jetzt so weit im Westen sind. Штета што ние сега толку далеку на запад сме. И последен пример за страните. Ich komme aus einem Land im Osten. Јас доаѓам од една земја на исток. Тоа беше за ориентација. Сега продолжуваме со седмиот дел од вежбите поврзани со географија на Германија, а тоа е die Ortsangaben или местоположби. Во овој дел повеќе се учи вокабулар. Der Berg или планина, der See, езеро, der Fluss, река и der Ocean или океан. Ке дадеме по еден пример за сите нив. Dort gab es einen Berg. Таму имаше една планина. Helen schwimmt auf hoher See. Хелен плива на отворено езеро. Von dem Fluss kann das Wasser schwerlich haben. Од реката тешко може тој да има вода. Wir zwei sind im Ozean jetzt auf einer Insel.
Ние двајца сме во океанот сега на остров. Следно за што ќе прочитаме пример реченици се der Wald или шума, der Hügel, Ried, die Luft, воздух и der Insel, остров. Sie führen durch einen Wald. Тие водат низ една шума. Dort gab es viele kleine Hügel. Таму имаше многу мали ридови. Die Lichtkreis war wie eine Insel. Светлиот круг беше како остров. Es muss an der Luft liegen, meinte er. Тој мора на воздухот да лежи. Мислеше тој. Глаголот е liegen. И продолжуваме уште неколку примери die Wiese или ливада, das Meer, море и das Land, копно или земја. Er humpelte über die Wiese zurück zu seinem Wagen. Тој се проби преку ливадата назад до неговото возило. Er ist jetzt auf dem chinesischen Meer. Тој е сега на Кинеското море. Er ist an Land gegangen, seine Frau zu begrüßen. Тој беше отиден на копното, неговата жена да ја поздрави. Тоа беше за местоположби и последниот дел за ова видео ќе ни биде географија вокабулар или вокабулар за географија. Во овај дел ќе прочитаме примери за останати зборови кои би требало да ги знаете како почетници за ниво А1. Тоа е der континент или континент, der Балкан, исто Балкан, der Staat, држава и die Stadt, град. Weißt du, wie das hier auf diesem Kontinent ist? Знаеш ли ти како е тука на овој континент? Ladi ist ein Pole mit dem Handicap vom Balkan. Ladi е Пољак со хендикеп од Балкан. Sie haben bisher in einem anderen Staat gearbeitet. Вие имате претходно во друга држава работено. Heute zum Beispiel wollte ich in der Stadt essen. Денес, например, сакав јас во град да јадам. Уште неколку зборови за вокабуларот die Hauptstadt или главен град, die Siedlung, населба, die Straße, улица и das Dorf или Land, село. Ich soll über die neue Hauptstadt schreiben. Јас треба за новиот главен град да пишувам. Hier ist eine Siedlung, in der viel geredet wird. Тука е населба за која многу се зборува. Уште еден пример. Andere laufen auf der Straße. Другите трчаат по улицата. И за село, die Leute im Dorf wollen wissen. Луѓето од селото сакаат да знаат. Тоа беше се за вокабуларот, ќе направиме мала вежба за крај. Следниот слайд се дадени 8 држави од кои ќе треба да одберете со кои се граничи Германија, со кои не. Имате неколку секунди. Значи, Германија не се граничи со Грихенланд, die Türkei,
Macedonien и Deutschland. Одиме понатаму со уште една вежба. За ориентацијата ќе треба да ги поврзите германските страни на светот со преводот на македонски јазик. Со наша помош, der Norden Sever, der Süden Jug, der Westen Zapad и der Osten Исток. И за крај, уште една вежба со некои од зборовите на вокабуларот, кои ќе треба да ги поврзете со соодветните слики. Das Meer, der See, der Berg и der Insel. Das Meer или море, der See, езеро, der Berg, планина и der Insel останува остров. Тоа беше се за денес. Ако ви се допадна видеото, кликнете лайк. И ако сте нови на каналот, се разбира subscribe. За неколку денови ќе снимиме ново видео кој ќе биде поврзано со животни, птици, риби и инсекти. Се гледаме во следното видео.